Еве сега ќе ви покажам што направив, да видите зашто бев расположен и само мал дел ќе си гледаат мемберите. Ова е за мемберите. Исчезнуваш во толпата. Врвот на оваа стратегија беше атентатот во Марсеј во 1934. Ова го правев. Владо Черноземски во соработка со хрватските усташи изврши напад кој го шокираше светот. Кралот Александар I Караџорџевиќ беше убиен среде бел ден на француските улици. Тетоважата на Черноземски со надписот "Слобода или смрт" беше јасна порака. Ниту еден монарх на Балканот не беше недопирлив за долгата рака на ВМРО. Ова го работев. Значи, тоа мемберите ќе може да го видат, се вика првиот модерен тероризам во Европа, вистината за ВМРО. Дали сте знаеле, објаснувањето иде следно, дека помеѓу двете светски војни постоела организација толку моќна што функционирала како држава во држава. Во ова видео ја истражуваме неверојатната и контроверзна историја на ВМРО во периодот од 19 до 34 година. Видеото е 20 минути, ќе може да погледате интересни детали. Меѓу другото, посебно видео направив за атентатот во Марсеј 34-та, за атентатот врз Александар I Караџорџевиќ. Значи, и тоа е за мемберите, а атентатот врз Райнхард Хајнрих од 1942 година од денеска е отворено и може да го погледа цела публика.